Председателя, ви благодарам. Именно ретко, можеби најверојатно ова е прво процедурално обраќање на оваа комисија за финансирање и буџет, но ева колегата Минов навистина ме инспирираше, а бидејќи беше на реплика не би имала поинаква можност како би можела само во рамките на процедурата да се обратам. Видов желба кај него инспирација во однос на видоизменување на амандманот, како истиот би опфатил и подрачја кои што се помалку развиени, и тука верувајте доколку навистина изразите желба, тука е предлагачот, постои простор, наскоро согласно протоколите следува пауза, можеме да се договориме па да земеме од непродуктивните трошења на институциите кои што се и тоа како забележителни во ребалансот, да се пренаменат за и помалку развиените општини. Имено се надевам, забележивте, не знам како колегите од парламентарното мнозинство ќе реагираат, но вие на почетокот на вашата реплика што туку констатиравте дека локалните самоуправи кои што се менаџирани од Социјалдемократскиот сојуз прочем не покажа капацитет за да имплементираат проекти кои што се однесуваат на енергетска ефикасност, а од друга страна ја споминавте општина Петровец. Дозволете да ве известам, бидејќи самиот кажавте дека сте незапознаен, па еве пола ви се простува, дека впрочем општина Петровец важи за висока енергетска ефикасна општина и впрочем основното училиште кое што се наоѓа во населеното место Петровец избрана за едно од најдобрите училишта и најенергетски ефикасни училишта. Дополнително, вашата реплика беше, пак ќе кажам, навистина интересна и така широко ги таргетираше доста компоненти. Споминавте задолжувањето во однос на енергетската ефикасност и многу ми е драго што го споминавте тоа, заради тоа што кога токму овој закон за задолжување се дискутираше во собраниската процедура и на седница, впрочем во моето излагање кажав многу значајна компонента за токму ова задолжување и алармирав колега Минов дека овој закон повторно ќе донесе дополнително отежнување во рамките на помалку развиените и посилно развиените општини, односно истиот нема да излезе во пресред на регионите кои што и општините кои што не располагаат со капацитети за да подготват проектна апликација и истата да можат да проследат, односно да добијат финансирање на проект кој што навистина ќе може да донесе една енергетска ефикасност во послабо развиена општина. Не видов во тој дел поддршка, туку напротив и тоа како го браневте тоа задолжување, а со истиот апел, доколку и вие во тој момент покажавте подготвеност, најверојатно денеска немаше да излезете со една ваква шпекулативна реплика. Имено, ќе потсетам, тогаш алармирав и еве денеска се потврдува дека бевме во право, таквото задолжување, прочем, само донесе една поголема нееднаквост во општините кои што располагаат со капацитети и човечки, административни и финансиски во однос на послабо развиените општини. Благодарам.